Слушаме одлична музика на радио, а во денешното издание на емисијата Play Cafe наш гостин е актерот и стендап комичар Никола Тодоровски. На 1 октомври во Центарот за култура Григор Прличев во Охрид Тодоровски ќе го представи своето ново стендап шоу насловено како Да болит. Јас најпрво ви благодарам што одвоивте време за овој разговор. Со вашите стендап комедии секогаш успевате да ја насмеете публиката без разлика во кој град. Секогаш во нив на комичен начин обработувате актуелни теми. Кажете ми, кои се тие во ова ново стендап шоу? Па пред се да ви се заблагодарам за поканата и за тоа што редовно го следите како репертоарот на театарот, така и настаните кои што ги организираме во Народен театар Охрид. Фала ви многу за поддршката која што секогаш ни ја пружате. Па како и секогаш се трудам темите да бидат свежи, актуелни, да бидат скокотливи на некој начин. Од друга страна исто така теми кои што се актуелни во општеството и кои што, како што вели самиот наслов на шоуто, не болат на некој начин, да ги претворам во комични парчиња за на сите да ни стане полесно во овие тешки времиња. Па еве конкретно некои од темите кои што ќе бидат обработени во следното шоу наречено Да болит, е од прилика како си поминав за време на изолацијата корона, исто така како си поминувам сега со новите регулаторни сметки, ако може така да ги наречеме, за струја, како се адаптирам нели со сите тие проблеми. Исто така има доста скокотливи прашања кои што за сега нема да ги откријам пред вас, затоа што сепак целта е луѓето да дојдат и да го погледнат шоуто во живо. Така, споменавте и вие, помина периодот на короната, но се уште не живееме во некое убаво време и тоа на многу начини. Дека и во тешки времиња знаете да ја насмеете публиката, тоа знаеме и сте го докажале тоа низ годиниве, но ме интересира што ве смее вас. Да, еве, како што веќе реков, и јас си поминав доста интересно и во наводници забавно за време на периодот на изолација. Дури 2 пати бев во изолација. Едниот пат се вратив директно од турнеја од Хрватска и тогаш беше тотален хаос. Значи, зборуваме за март 2020 година. Дали воопшто некој ја памти таа година, не знам. Меѓутоа, тогаш ми беше првото искуство. Бев во карантин, нели, превентивно, а потоа во ноември и го прележав овој проклет вирус. Така што има доста, да речам, се трудам да не зборувам многу за тоа, за короната, затоа што на сите ни е преку нос, ама од друга страна па и не може да не се спомнат некои такви пикантни моменти поминати во изолација. Значи тоа е една од темите која што ќе биде застапена на почетокот во моето ново шоу. Што ме смее мене, да ви кажам искрено, во последно време прилично горки теми се обидувам да обработувам, затоа што сметам дека комедијата не е само средство за забава. Не гледам на стендапот како на некаков, не знам, естраден производ, туку баш гледам како на уметност преку која ние можеме да ги рафинираме сите тие работи кои што навистина не мачат во животот, и се трудам да нема само смешки во мојот стендап, туку да има и малку теми кои што ќе не замислат и секако на крајот ефектот е да се насмееме на нив, но исто така да поттикнат малку размислување. Така да сиве овие, да речам, работи кои што ни се случуваат во горкото секој дневи, сакале ние или не, се дел од материјалот. И иако понекогаш кисело се смеам на нив, сметам дека заслужуваат да бидат обработени и се обидувам од нив да произведам добро парче комедија. Така, покрај стендап комедиите, вие играте и во представи со сосема друга, дури спротивна тематика. Кажете ми, што е периодов најактуелно и во која представа најмногу се пронаоѓате од тие кои што се на репертоарот на Народен театар Охрид? Па, во театарот
како што реков и ви се заблагодарев, вие редовно ги следите нашите премиери и настани и повторно се заблагодарувам. Оваа година некако така се погодија работите, имавме две одлични комедии, две одлични представи, представата Енергични луѓе и најновата премиера која што беше на Охридско лето, Секс, лаги и љубомора. Едната е од руски автор, другата е од француски автор, тотално различен шмек, меѓутоа со исти ефект. Еве последната представа ја режираше нашиот култен актер и режисер Коле Ангеловски. Значи Секс, лаги и љубомора, верувам дека публиката во Струга веќе слушнала за таа представа, доста е барана и доста интересна представа и еве уште еден апел, ќе се игра уште 4 пати во текот на месец октомври, ќе биде објавен наскоро репертоарот за месец октомври, така што апелирам публиката да ја погледне, доста интересна, динамична представа, иако на моменти да речам така делува релаксирачки, сепак обработува теми кои што се дел од нашето секојдневие. Мислам, самиот наслов зборува за тоа, секс, лаги и љубомора, така што не би откривал детали околу представата, вреди да се погледне. Минатиот пат кога ми бевте гостин, рековте дека сопругата ви е и сопруга, и колешка, и муза. Кажете ми, ви се случило ли некогаш да имате некакви несогласувања околу играњето на некој лик? Знаете ли да си бидете критичари еден на друг, истовремено и поддржувачи? Да, интересно е дека сте го запомниле одговорот на тоа прашање. Да, сопругата ми е исто така и колешка и понекогаш ние си се шегуваме на наша сметка дека воопшто не е лесно да се биде колега со сопруг или со сопруга. Секако, како и во секоја работа, нормално е дека има, би ги нарекол, креативни конфликти, каде што секако не се согласуваме меѓу себе во одредени мислења, што е нормално, природно и во еден креативен процес се бара. Би било глупаво ако секогаш се согласуваме во однос на креирање на ликовите. Исто така, например, се случувало доста пати играме заедно во некој од представите и за секој искуството од таа вечер е тотално различно. Например, јас и велам дека сум си поминал прекрасно, таа е незадоволна, па изнервирана и така натаму, и обратно, секако дека и тоа постои. Некогаш јас си мислам дека тотално, мислам, сум бил некако нерасположен или не сум успеал да го доловам ликот како што јас би сакал да го доловам таа вечер. Таа ми вели дека ете, неверојатно сум се представил и сега не знам дали се шегува или така ми вели за да ми е полесно во животот, но како и да е, не верувам дека публиката ги чувствува баш тие нијанси, затоа што сепак ние, мислам, сме заедно во животот цело време и прилично добро се познаваме и секако како актери се трудиме приватноста да се стави на закачалка во гримиорната, каде што ги облекуваме костимите и ја ставаме шминката, тоест приватните проблеми да останат надвор од театарот, за да се представиме во ликовите што ги играме таа вечер најдобро што е возможно. Така што мислам дека тоа е на некој начин и доста интересен момент дека сме заедно во приватниот живот, а потоа на сцена треба да играме тотално некои спротивни карактери кои што немаат личен живот или не се познаваат на сцената. Тоа е доста еден, да речем така, предизвик и за двајцата. Така, да позборуваме малку за вашите индивидуални планови, затоа што минатиот пат кога ми бевте гостин споменавте дека планирате на некој начин интернационална промоција на себе си како актер, па докаде се тие планови односно нивната реализација? Во однос на планови, во претходните 2 години се покажа дека човек колку и да планира, некогаш работите не излегуваат баш онака како што би сакале или се надеваме, меѓутоа сепак планови нели
мора да постојат. Треба да се има одредена визија и амбиција во однос на она што го работиме. Пред неколку месеци успеав да снимам едно моето прво стендап шоу на англиски јазик, значи зборуваме за цел час на англиски јазик, кое што публиката може да го погледне на платформата Glay. Веќе се емитува таму, до нова година ќе се емитува на платформата и потоа ќе видиме каде ќе се дистрибуира понатака. Значи, оваа година успеав да учествувам на сите порелевантни стендап фестивали на Балканот. Исто така настапував во Барселона и во Амстердам и полека претходниот пат кога гостував кај вас, да речам, ми се пофалив дека планирам да се развивам на тоа поле интернационално и полека работите се движат во таа насока. Генерално натаму сум насочен на долгорочен план. Секако дека со шоуто Да болит ќе направам турнеја во сите поголеми градови во Македонија. Веќе се договорени неколку датуми, останатите ќе бидат во текот на овој период договорени, така што секако дека во Скопје, Битола, Струмица, Куманово, Штип и така натаму. Значи, тоа е планот, шоуто да го видат колку што е возможно повеќе луѓе. И секако представите во театарот каде што планот го прават другите менаџерскиот тим. Не зависи премногу од мојата лична визија, меѓутоа секако дека сум бил активен и ќе се трудам да бидам колку што е возможно поактивен и на тоа поле. Па еве за крај би сакал да ги поканам Стружани, нашите најблиски комши, да повелат да дојдат на моето најново стендап шоу Да болит. Значи сабота, 1 октомври. Инаку заборавив да кажам дека на тој ден полнам 39 години, значи роденденско шоу. Сабота, 1 октомври, Центар за култура Охрид во 20 часот. Билетите можат да се набават на билетарата при центарот или да се резервираат на телефонскиот број 075 283 066, цената е 250 денари. Повелете, се гледаме на наше тло. Така, човек на вистина не може се да планира, но драго ми е што успевате да го реализирате она што претходно ни го најавивте кога ни бевте гостин. Верувам дека ќе има уште многу поводи и ви благодарам што ги поканивте и Стружани да бидат во публиката на вашето стендап шоу Да болит, кое што, како што рековте, ќе се одржи во Центарот за култура на 1 октомври и среќен роден ден однапред.